Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Последните два саботни настани, за кои размислувавме од Исусовиот живот, се случија во полето и синагогата. Едниот е запишан во втората, а другиот во третата глава. Овој пат сакам да ги проучиме двата настани заедно, бидејќи во нив наоѓаме многу важни духовни поуки. Продолжуваат обвинувањата за саботниот ден. Ке почнам со читање на глава 2, стих 23. И му се случи во саботен ден да минува преку нивјето. И врвејки, учениците негови почнаа да кинат класје. Учениците беа гладни и почнаа да кинат класје. Тука воопшто не станува збор за непочитување на саботниот ден. Причината поради која фарисеите мислат дека учениците го прекршуваат законот е затоа што кинењето класје и јадењето го поистоветуваат со жнеење и обработка на плодови. Но, според законот, дозволено им било да кинат класје. Во Второзаконие 23 глава, 24 и 25 стих пишува: кога ќе влезеш во лозјето на ближниот свој, грозје можеш да јадеш колку што душата ти сака, но во садот свој не клавај. Ако влезеш во нивата на ближниот свој, скини класје во рацете свој, но со срп да не жнееш. Всушност, учениците го почитуваат законот. Ако имаат срп, тоа би се сметало за жнеење. Но фарисеите си имале свој начин на толкување на законот и според нив, тука станува збор за непочитување на законот. Потоа читаме: а фарисеите му рекоа: гледај, зошто го прават учениците во сабота тоа што не треба да се прави? Истите овие религиозни водачи го прекршија законот кога бараа Господ Исус да биде распнат на крст. Тие немаа право да го направат тоа. Тие се оние кои го прекршиле законот, а не Господ Исус и неговите ученици. Забележете што пишува во стих 25. Но тој им рече: зар никогаш не сте читале што направи Давид, кога огладне тој и оние што беа со него? Господ многу јасно им дава до знаење на фарисеите дека неговите ученици не го прекршуваат законот. Но не сака да се расправа со нив за тоа. Наместо тоа, им дава старозаветен пример од животот на Давид. Момент кога тој го прекршил законот на Мојсей, а сепак не бил осуден од страна на Бог. Како да сака да им каже дека законот не треба да им биде наменет на оние кои му служат на Бог, до таа мера што тоа би резултирало со одредена тешкотија или страдање. Токму тоа е поентата на примерот од животот на царот Давид. Да го прочитаме стих 26. Како влезе во храмот Божји, во времето на првосвештеникот Авијатар, ги изаде приставените лебови од жртвеникот, што не требаше да ги јаде никој друг освен свештениците, па им даде и на оние што беа со него. Потоа продолжи: саботата е создадена за човекот, а не човекот за саботата. Па така, Синот човечки е господар и на саботата. Ова е многу важен духовен принцип кој се однесува на саботниот ден и неговото значење. Дека саботниот ден е даден за човекот, а не човекот за саботниот ден. А вториот важен принцип е: Господ Исус е господар и над саботниот ден. Ова се многу важни духовни вистини. Глава 3. Исцеление на човекот со исушена рака. Во глава 3, стих 1 и 2 читаме: и влезе пак во синагогата, а таму имаше еден човек со исушена рака. И пазеа на него дали ќе го исцели во саботен ден за да го обвинат. Прашањето кое се поставува тука е следното: дали фарисеите намерно го поставиле човекот со исушена рака во синагогата? Моето мислење е да. Првиот настан, поврзан со саботата, се случува во полето, кој на некој начин било како секуларна област. Но сега читаме за настан во саботниот ден кој се случува во синагогата, односно на свето место. Господ Исус исцели многумина, бидејќи тоа било дел од неговата служба. Фарисеите знаеле дека ако го постават човекот со исушена рака во синагогата, Господ Исус ќе направи нешто кога ќе го сретне. Со ова дело сакале да го фатат во замка, но всушност му дале многу убав комплимент. Фарисеите си помислиле: сигурно ќе го исцели. Сакале да го наместат за да го прекрши саботниот ден со тоа што ќе изврши исцеление. И верувам дека токму затоа човекот со исушената рака бил во синагогата. Во стих 2 е запишано: и пазеа на него дали ќе го исцели во саботен ден
за да го обвинат. Непријателите се обидуваат да го фатат во каква било замка за да го обвинат. Ова се случувало особено често на почетокот од неговата служба. Затоа користеле разни околности и ситуации. Но за да го фатат во наводници во таква замка, не морале да чекаат долго, бидејќи еве што прави Исус. А тој му рече на човекот со исушената рака: "Застани насреде." Господ најавува дека сака да направи нешто со овој човек. Можеби најдобар превод на овој стих е оној на Виклив, кој вели: "Стани, дојди на средина и застани пред сите." Со други зборови, тој бара од човекот да застане пред сите бидејќи сака да им се обрати на присутните. Има да каже нешто важно. Забележете што вели текстот. Ним пак им кажа: "Во сабота дозволено ли е да прави човек добро или зло, да спаси една душа или да ја погуби?" Па кога ги изгледа со гнев, зашто му беше тешко поради нивните скаменети срца, му рече на човекот: "Протегни ја раката своја." Тој ја протегна и таа му стана здрава како и другата. Господ Исус ги поминува сите црвени линии кои фарисеите ги поставиле, но тоа го прави бидејќи сака да им објасни зошто Бог им го дал саботниот ден како ден за одмор. Затоа не знаат што да му одговорат, бидејќи во спротивно ќе се обвинат самите себе си со своите зборови. Забележете дека во текстот се вели: "Оти Господ Исус ги погледнал со гнев." Запомнете го тоа. Господ Исус може да се гневи. Доктор Греем Скроги забележува дека зборот гнев на оригиналниот грчки јазик се однесува на моментален гнев, а од друга страна, кога пишува дека му било многу тешко, тоа се однесува на чувство за жал кое трае подолго време. Кога ги погледнал фарисеите, тој чувствувал гнев, но тоа било привремено, бидејќи не им се налутил до таа мера да почне да крои некакви зли планови против нив. Но запишено е и дека му било многу тешко поради нивните скаменети срца. И тоа е нешто кое подолго време го чувствувал, бидејќи му било жал за нивната духовна состојба. Му рече на човекот: "Протегни ја раката своја." Тој ја протегна и таа му стана здрава како и другата. Стих 5. Ова се случува во сабота, но бидејќи саботниот ден бил создаден за човекот, а не човекот за саботниот ден, Господ Исус го исцелува овој човек токму на овој ден. Истото се случува и во настанот од Марко глава 2, кој го проучувавме минатиот пат. Овие настани се директно поврзани и затоа сметам дека треба заедно да ги проучуваме. Исто така, двата настани биле причина поради која фарисеите сакале да се ослободат од Исус. Забележете што пишува во стих 6. Фарисеите, штом излегоа, веднаш се собраа со иродовците на совет против него, како да го погубат. Поради тоа што Господ Исус го стори во сабота, овие луѓе, кои биле жедни за крв, почнуваат да го гонат и нема да престанат се додека тој не биде распнат на крст. Ова се почетоците на нивните планови и завери, чија главна цел е неговата смрт. Еве што пишува во стих 7. Исус пак отиде со своите ученици кон морето и по него одеше многу народ од Галилеја и од Јудеја. Забележете дека Исусовите следбеници доаѓаат од две области – Галилеја и Јудеја. Тој се повлекува насамо со намера, бидејќи како што вели, неговото време се уште не е дојдено. Но подоцна, кога ќе се соочи со силна опозиција во Ерусалим, неговото време ќе дојде. Забележете што се случува понатаму. Од Ерусалим и од Идумеја, и отаде Јордан, па и од Тир и Сидон, откако чуја какви дела врши, по голем број дојдоа кај него. Големата толпа која го следи Исус сега е составена од луѓе кои доаѓаат од повеќе области. Ако ги побарате овие места на картата, ќе видите дека луѓето кои сакале да го слушаат, доаѓале од сите страни. Исус исцелува мнозина во Галилеја. Но тој се наоѓа во неволја. Не од религиозните водачи, бидејќи тие се плашат од толпата, туку од народот, бидејќи толпата почнува да го турка. Денес познатите личности имаат обезбедување, но Господ Исус ја немал таа привилегија. Во стих 9 читаме: И им порача на учениците своји да му приготват кораб, поради народот, за да не го туркаат. Толпата не само што му смета во неговата служба, туку и неговиот живот е во опасност поради нив. Почнуваат да се туркаат од сите страни. Стих 10. Зашто мнозина беше излекувал,
така што сите кои беа болни навалуваа кон него за да се доближат до него. Марко ни открива нешто многу значајно. Господ Исус исцелува мнозина. Не можеме точно да погодиме колку луѓе исцелил, но сигурно не биле малку. Тоа е така бидејќи луѓето биле очајни и имале потреби. Такви сме ние луѓето. Човечкиот род има многу потреби и тоа важи за секој од нас. Во стих 11 пишува: И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него, викаа и говореа: Ти си син Божи. Нечистите духови знаат кој е Исус. За оваа тема повеќе ќе размислуваме подоцна. Ќе размислуваме за тоа што значи демонска опседнатост и за фактот дека денес го гледаме тоа како се манифестира преку обожавањето на сатаната, кое е широко распространето. Нечистите духови се замолкнати. Понатаму во текстот го читаме следното: И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него, викаа и говореа: Ти си син Божи. Но тој строго им забрануваше да разгласуваат за него. Господ Исус не сака нечистите духови да сведочат за него. Звучи малку чудно, но тој не го сака тоа. Повикот на апостолите. Во стих 13 читаме за Божјата суверена цел и задача која им е дадена на 12 апостоли. Забележете што пишува: Потоа се искачи на гората и ги повика кај себе оние кои сам ги одбра и тие дојдоа кај него. Потоа се искачи на гората и ги повика кај себе оние кои сам ги одбра. Ова е нешто кое треба да го запомните. Тој е оној кој ги одбира апостолите, без разлика дали тоа ни се допаѓа или не. Тој е оној кој ги одбира луѓето. Во Јован 15:16 вели: Вие не ме избравте мене, туку јас ви избрав вас и ве поставив да одите и да бидете плодоносни, и плодот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во мое име, да ви даде. Важно е да се напомене дека со оглед на тоа што тој е оној кој ги одбира апостолите, тој е исто така оној кој е одговорен за нив. Ова треба да ни донесе утеха и нам денес. Бог те спаси, започна добро дело во твојот живот и ќе го заврши тоа докрај. Бог нема да те остави, туку ќе се грижи за тебе. Тоа е значењето на овие зборови. Последните стихови пишува: Избра 12-мина, кои ги нарече апостоли, да бидат со него и да ги праќа да проповедаат, и да имаат власт да лекуваат болести и да изгонуваат демони. Во овие стихови е опишан последниот пат кога тој ги повикува апостолите. Всушност, од овој момент натаму тие стануваат апостоли, ги праќа во мисија, но нема да биде со нив физички присутен. Иако Марко не навлегува во деталите за овој настан, во Матеј 10 читаме за тоа која е пораката и методот на кој треба истата да ја пренесат. Потоа, во стиховите 16 до 19 имаме список со имињата на апостолите. Да се подсетиме на нивните имиња. Симон Петар. Тој е прв во сите списоци на имиња во Евангелијата. Јаков, синот Зеведеев. Јован, братот на Јаков. Потоа Андреј, братот на Симон Петар, кој не се спомнува веднаш после својот брат. Филип, Бартоломеј, кој претходно бил наречен Натаниел. Матеј, Тома, Јаков Алфеев. Некои луѓе се прашуваат дали постоеле двајца, тројца или четворица апостоли со името Јаков. Верувам дека биле двајца. Потоа Тадеј, Симон Хананеецот и Јуда Искариот. Господ Исус ги одбрал сите нив. Книжниците го обвинуваат Исус дека исцелува со силата на Велзевул. Сега доаѓаме до текстот за неопростивиот грев. Ке ги читаме следните неколку стихови. И дојдеа в куќи, и пак се собра народ, така што тие не можеа ни леб да јадат. И кога чуја неговите, отидоа да го приберат, зашто се говореше дека не бил при себе си. А книжниците, што беа слегнале од Ерусалим, велеа дека во него е Велзевул и дека демоните ги истерува со силата на заповедникот на демоните. И кога ги повика, им говореше во параболи. Како може сатаната да изгонува сатана? Ако едно царство се раздели на делови, еден против друг, тоа царство не може да се одржи. И ако еден дом се раздели на делови, еден против друг, тој дом не може да обстане.
Ако и сатаната се дигнал против себе си и се разделил, не ќе може да се одржи, но му дошол крајот. Господ Исус го вели следното: тој не може да изгонува демони со силата на демоните, бидејќи тоа би било исто како еден дом да се подели. Нивните обвинувања немаат смисла. Потоа, во стих 25 пишува: и ако еден дом се раздели на делови, еден против друг, тој дом не може да обстане. Ако и сатаната се дигнал против себе си и се разделил, не ќе може да се одржи, но му дошол крајот. Никој не може, кога ќе влезе во куќата на силен човек, да му ја ограби по куќнината, ако најнапред не го врзе силниот, и тогаш ќе му ја земе по куќнината. Со други зборови, не можете да влезете во куќата на некој човек, ако претходно не го совладате. Истото се однесува и на неговите исцеленија. Тој не може да го прави тоа со силата на сатаната, бидејќи во тој случај сатаната би работел самиот против себе. Во стих 28 пишува: вистина ви велам, на човечките синови ќе им се простат сите гревови и хули, какви и да бидат тие. Но кој похули на Светиот Дух, нему нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен пред вечниот суд. Зашто велеа, нечист дух има во него. Тука читаме за неопростивиот грев. Проблемот бил во тоа што втората личност од тројството, Господ Исус Христос, е присутен помеѓу нив, а тие го обвинуваат дека соработува со Велзевул. Господ Исус ги прави чудата со силата на Светиот Дух. Со нивните обвинувања, тие отфрлаат две личности од тројството: сведоштвото на Синот и сведоштвото на Светиот Дух. Овој грев не може да се изврши на сосема ист начин денес, бидејќи Господ Исус не е физички присутен помеѓу нас. Авторот на овој текст верува дека не постои неопростив грев. Ако личноста која го направила овој грев се покае за тоа, Бог ќе и прости. Ако се покаеш, Бог ќе ти прости без разлика што имаш направено во животот. Господ Исус Христос умре за да плати за сите гревови, не само за дел од твоите гревови. Тој умре за да можеш да добиеш простување за секој грев за кој ќе се покаеш. Не постои грев кој Господ Исус не може да ти го прости, ако дојдеш кај него со покаяние. Нов идентитет во Христос. Потоа продолжува и во стих 31 Господ Исус вели: и дојдеа мајка му и браќата негови, па стоејќи надвор порачаа да го викнат. А околу него седеше народ и му рекоа: ете, мајката и браќата твои и сестрите твои надвор се и те бараат. А тој им одговори велејки: која е мојата мајка и кои се браќата мои? Па упатувајќи поглед кон оние што седеа околу него рече: еве ги мојата мајка и моите браќа. Зашто оној кој ја исполнува волјата Божја, тој ми е брат и сестра и мајка. Тука се спомнуваат Исусовите полубраќа Јаков и Јуда. Години подоцна, двајцата ќе напишат по едно новозаветно послание. Но во тие посланија не пишуваат дека Исус им бил полубрат. Ако си во Христос и ако Христос те спаси, твојата меѓусебна врска со него е поблиска од крвната врска која тој ја имал со неговите полубраќа. Тоа што е најважно е да имаш правилно општање со Бог преку Христос. Откако ќе поверуваш во него и почнеш да го следиш, ти стануваш Божји син или Божја ќерка. Токму тогаш стануваш близок, односно блиска со него. Тука ќе завршиме со нашето проучување. До следното наше заедничко проучување, Господ изобилно да ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.